Благодарам, председателе. Колешке Дафина Стојановска, кога ВМРО зборува за инвестиции во образование, навистина е смешно и дегутантно. Дали за вас, колешки, за ВМРО ДПМН е инвестиција да со еден систем во 11 години образование кој што вие го креиравте, излезат 15 годишњаци кои што се всушност полуписмени, кои што заостануваат за 11 години образование, за година и пол образование со своите врсници од околината и од Европската Унија. Дали за вас е инвестиција во здравство да воведите Кембридж програма на која што стручњаците ви укажуваат дека не треба, а Министерството склучи договор и сега ние, иако сакаме тука да го прекинеме, би плаќале како држава со тој штетен договор милионски суми за тој Кембридж, од кој што сите плачат, и учениците, и родителите, меѓутоа и наставниот кадар. Дали за вас инвестиција во образование се фрлени 60 милиони евра за компјутер за секој дете кој што завршија во депоата на основните и средните училишта? Дали за вас проектот за екстерно тестирање, толку скап, толку штетен, толку девалвирачки за просветниот кадар, е инвестиција во образование? Па ако инвестиравте во реалните потреби на образование, ни вашето училиште во Гостивар немаше да биде без покрив. Дали тоа го сваќате вие, дека вие имате голема грешка и многу е дегутантно да зборувате во однос на инвестициите во образование? Да, ние во инвестициите во образование реално сме се посветиле. Тоа што не се искористило заради во високото, кажав на предходната моја реплика, заради самата фирма изведувач која што требаше да продолжи со изградба на финки и на факултетот за спорт, е стопирана и одново треба да се пуштат тендерите кои би ги градил. Заради Универзитетот Мајка Тереза се повлечени по голема сума на средства, меѓутоа за тоа се реалоцирани. Например, 70 милиони денари повеќе имаме во студентски стандард. За вас ништо не значат студентите и нивниот стандард? И 61 милион денари повеќе за децентрализација. Тоа значи поголеми плати, поголеми можности во блок дотациите на локалните самоуправи да се справуваат со проблемите кои беа наталожени и ние ги решаваме секоја година во секој наш буџет и во секоја наш ребаланс. 5 милиони евра должеа ученичките и студентските домови. Дали знаете како ги оставивте вие? Во какви состојби? Па студенти паѓаа по лифтовите на студентските домови. Печурки расте, а сега погледнете се реновира. И сега веќе е во најава на изградба на еден и реновирање на Стив Наумов. Дафина Стојановска.